Добре дојдете во Градската галерија на Домот на културата Иван Мазов Климе. После една година на исти настан кој што веќе стана традиција. Че ова соработка и овој настан, промоција на роман на годината е толку чуден, да рекол, почна спонтано и веднаш ќе се надоврзам со самиот наслов на романот на годината. Некој бил тука, значи веќе создаваме некоја навика. Некој бил тука, па ќе раскажува, некој се надам многу мина ќе го прочитаат, ќе дадат свое мислење. Следната година се навршуваат 100 години од раѓањето на Славко Јаневски. Сакаме како фондација да го обележиме тој јубилеј што е можно подостојно и во рамките на нашите можности. Главното мото на јубилеот ќе биде да го ставиме Славко Јаневски во 21. век. Сакаме по ова сценарио што го спомнав да направиме една стрип тетрадка. Сакаме да направиме некој носач на звук, дали ќе биде тоа винил или ќе биде CD или ќе биде само USB, не знаеме уште, со современа македонска музика, направена по инспирација на делото на Славко. Сакаме да снимиме документарен филм што ќе биде за нас најголемиот потфат моментално, бидејќи ќе биде и најскап. И сакаме на сите јавни средби што ги правиме да апелираме до сите компании и сите општествено одговорни чинители да се вклучат во обележувањето на овој јубилеј, затоа што мислам дека Славко Јаневски тоа го заслужува. Просто значи сега кога работиме на неговото творештво и неговото дело, просто е неверојатно колку многу малку всушност знаеме за него. Значи, не го знаеме неговиот период на живење во Белград. Не многу слабо ги знаеме неговите патувања по Африка. Самиот Славко има режирано 5 краткометражни филма кои се практичко непознати за македонската јавност. Тој е автор на првиот стрип во Македонија, тој е сценарист на стрипови, илустратор и така натаму. И мислиме дека на некој начин дури и трагична фигура на македонската култура, токму поради тоа негово непознавање. Значи, кога ќе го споменеме Славко Јаневски, се создава некоја академска слика како за писател од лектира или како за преетаблирана личност. И токму затоа е тој слоган да го вратиме Славко, односно да го ставиме таму каде што припаѓа во 21. век, бидејќи неговата актуелност се чини дека со годините не само што не се намалува, туку и расте. Меѓутоа, сепак главниот настан за кој сме тука е романот на годината. Годинава тоа е Некој бил тука на Николина Андова Шопова. Жири комисијата беше составена од 5 члена. Имаше тешка и одговорна работа да избере меѓу 36 наслови, значи имавме богата продукција. Како и секоја година жирито беше од различни генерации, различни афинитети и така натаму, така што мислам дека и годинава ја завршија прилично квалитетно својата работа. Ме пратија кај баба ми за време на летниот распуст и едва чекав и едва го издржав месецот таму. Немав со кого да си играм и да се дружам. И од досада по цел ден правев работи за кои баба ми се лутеше и ме караше. Се затрчував оддалеко и со сета сила се фрлав во зелената ограда, што дедо ми грижливо ја одржуваше и кастраше, која ја искривив и изгледаше дека има дупка на средина. Ги лепев дупликатите од сликичките од фудбалери на фрижидерот и на дрвените подпирачи на креветите, трчав низ и скокав низ куќата, само затоа што силно се дрмаше од старост, што стаклените чашички во витрините се затресуваа. Кујната и дневната бе одделени со зелена завеса, која постојано ја лизгав нагоре, надоле, додека не испопаѓаа пластичните штипчиња што ја држеа. Колку белја да правиш, викаше баба ми, ја закачуваше завесата и си мрмореше и други работи,
што не можев да ги слушнам, бидејќи беше високо качена на столот. Бев спремен на тоа дека кога ќе дојде татко ми да ме земе, баба ми се ќе му раскаже и дека нема лесно да поминам. Но тој ден ми се чинеше далеко, дури кога имаше само 3 дена до него, ми се чинеше дека има време, затоа што утре јас размислував во тие временски интервали, сега, денес и утре. Се друго ми се чинеше далечно и недогледиво, така што си продолжував јас по свое. Не за да ја нервирам и да ја растревожувам баба ми, туку затоа што ми беше премногу здодевно и морав да наоѓам начини да го поминам денот. Ден пред да дојде татко ми, почна да ме фаќа нервоза. Но наместо да се смирам, почнав да правам уште поголеми белји и пакости. Кога и без нив знаев дека ќе бидам казнет, сакав да искористам и уште малку да си терам кејв, затоа што вака или онака ќотекот не ми бегаше. Околу пладне слушнав како се паркира колата пред портата, додека бев во дворот и се скрив во визбата. Не сакав да бидам пред него додека баба ми ме отцрнува и сакав да избегам од неговиот строг и отсечен поглед по секоја нејзина реченица. Решив да останам некое време таму, додека татко ми да се види со неговите, зашто се надевав дека ќе му потпомине бар дел од лутината, додека мезат салата со ракија, ручаат и пијат кафе. Седев стуткан во визбата и чекав да ме викнат. Ме стресе студ внатре, иако надвор беше, како што најавуваа, еден од најжешките денови во годината. Не знам колку време помина, може би час и половина, почна да ми се јаде и да ми работи стомакот и ги замислував како ручаат од оризот со кокошкат и во устата ми се собираше плунката. Неколку пати бев во искушение да се појавам, да си го добием ќотекот и да седнам да јадам. Но нешто ме враќаше назад и почнав да чепкам по теглите во визбата. Нина има веќе долг стаж во книжевноста, претходно пишувала и објавувала поезија, за незината стихозбирка Влезот е од другата страна ја добила наградата Мостови на струга. Овој роман, слободно можам да кажам дека се вклучува во низата романи од македонски автори од помладата генерација, за која што критичарите едногласно се изјаснија дека го вратија фокусот на македонската читателска публика кон македонскиот роман, и тоа од повеќе причини, како една од побитните е тоа што овие романи третираат современи теми, теми кои што се универзални, светски, податливи, интересни за пошироката читателска јавност. Годинава, како член на жири Комисијата за избор на роман на годината, ја имав можноста да се запознам со целата романескна продукција од изминатата година, која што вклучуваше различни генерации, со различни стилски обележја, како и различни квалитативни обележја. Она што веднаш ми падна во очи, а што е заедничко за сите овие различности, една тенденција кон бегство, кај сите автори, кај речиси сите автори. Интересното е што ова бегство кај повозрасните автори се случува како едно бегство во историјата, бегство во времето, и најчесто тоа е некое навраќање во нивното детство или во раната младост. Додека пак младите автори обратно се расплинуваат по географски одредници, така што можевме да ги сретнеме географските одредници како островот Крит, Германија, Сараево, Америка и така натака. Романот на Нина е и во овој однос специфичен, затоа што бегството во овој роман постои, но се случува внатре во оваа реалност, во една паралелна реалност. Се работи за еден стан кој е тука, некаде во нашата современост, како што ја знаеме и како што ја препознаваме, но од друга страна остава впечаток на едно прибежиште кое што е некаде далеку, некаде скриено, како своевиден изгубен рај во кој што главниот лик наоѓа еден
привремен мир. Бегството е понекогаш нагон за живот, а понекогаш еден од начините да си го направи човек животот поднослив. Во оваа приказна главниот лик си наоѓа љубовнички кои самиот ги нарекува чамци за спасување. Љубовнички со кои што не е способен емотивно да се поврзе заради некои изживеани трауми и епизоди во неговиот живот. Така што откако ќе го открие станот веќе станува третата љубовничка, третата ривалка во кој што тој простор во кој што тој бега, простор во кој тој конечно го наоѓа својот толку потребен мир, простор што го чувствува како свое барем привремено засолниште. А во однос на тоа дали пишувањето е конструктивно бегство, за мене би рекла не, затоа што самото пишување не е, барем начинот на кој што јас го доживувам не е ескапизам, туку креативен чин кој што е сосема спротивен од бегството. Напротив, не само што не е бегство пишувањето, туку е најдлабоко вкопување во самиот себе.